Драги мои пријатели и пријателки, здраво! Се надевам, добри сте? Памтите ли друг пат за носталгија? А сега само поздрав до мојот колега Чавес кој има своја видеоколумна насред недела. Прошлата недела он ја покри работата со ситуацијата со АЕК, требаше да играат ракомет кај, па се откажа, зошто, па се уплашиле, па не се уплашиле, па ние сме биле примитивци, па ние сме биле дивјаци, па било опасно. Зошто отинавиваме? Отинавиваме страстно, отинавиваме победнички. Ние не правиме проблем, не тепаме, нема такви инциденти. Но, дозволете ми првен, сакам нешто да ви прикажам, бидејќи, собињата опозицијски, да, во право е, сега е на власт ВМРО, па овие се агресивни, прават вака, прават така, прават тонака. Чекај дечки, кои примери сакаш да ми ги кажеш? Па европски примери, па Европа е цивилизирана, вие сте стока, силјачка. Стварно, хајде да ја видиме таа ваша цивилизирана. Имено се играше финалето помеѓу Парис Сен-Жермен и Интер. Победи кој победи, ама крајно небитно. Парис Сен-Жермен. Што се случи на улиците? Драматично е за гледање. Ова се две девојки кои сосема случајно биле во своите автомобили откако европските вредности излегува да прославуваат, ама ние сме примитивци. Двајца мртви има. Ја не знам дали се добро. Се надавам дека се добро. Овде ми е мачно да испитувам и да гледам. Не се. Но, знаеш како? Кога имаш власт на која добро иде, мораш да измислуваш, мораш да наоѓаш. Ева, непосредно пред да почнам, платениците на опозицијата, кои сериозно добро пари земаат, зборам, ама сериозно, да купиш джип од 170.000 евра со кеш. До толку добро имаат пари. Ја па голтер. Нема везе. Небитно е тоа, туку сакам да кажам, знаете што има сега големата афера? Се заглавил автобус, го задржале во Албанија со наши деца, власта била крива. Викам, што ли може да име причината за ваква пизма со лажење? Па, знаеш, кога една власт не краде, кога една власт не лаже, кога една власт има изворедно добри резултати, зборам економски, мораш да измислиш. Мораш да правиш афери секојдневно, затоа што уште веруваш дека народот е глуп, дека е прости, дека се добро ќе заборави и ќе се сети на аферата у моментот и тоа е тоа и така ќе се вратиме на власт. Инаку, дека има идејата за враќање на власт е апсолутна, затоа што ако го погледнеме последното обраќање на Филипче, за кое ја имам сериозни вака размислувања, што сака да каже писателот со ова? Ја не ми е јасно и имам неколку подпрашања на темата. Еве искрено ќе ги поставам овие подпрашања. Филипче, да си ја земеме државата назад, да ја вратиме на вистинскиот пат. Знаете ли што е приказнала со ова? Го гледате, а? Нека ви седи, нека трепка. Да трепкам? Не, нема потреба да трепкам. Јас ќе ви трепкам. Проблемот е што Мицкоски излезе на говорница и рече со толку пресуди од Страсбур за формирање на македонско друштво во Бугарија. А во Бугарија имаше гласање во парламентот каде едногласно не отстапуваме ни стапка од она што треба Македонија да го
прифати. Така? Значи, нема признавање на македонски јазик, нема признавање на македонско малцинство, нема признавање на македонски народ, туку само влез на бугарите во устав. Што значи влез на бугарите во устав на Македонија? Дали имате мозок? Не, имате мозок. Иако сте опозиција, не сте глупи. Ама не ви е битно. Не ви е битен народот. Не ви е битна Македонија. Битно ви е концептот да си го задржите дека ќе бидете лакеи на туѓи господари. Никогаш на Македонија, никогаш на македонскиот народ. И само да ви изгласаат оние кои ќе веруваат дека ќе имаат кеш од вас, ништо друго. Ете кога почувствува дека Мицкоски и натаму, дури од опозиција, па и до ден денеска, не отстапува од тоа дека Бугарија мора да покаже, дека Бугарија, ако сака да влезе во устав, мора да покаже дека признава Македонија, признава јазик, признава историја. Они ништо не признава, ти треба да ги внесем. Па народов е будала. Освен вашите опозицијски портали, опозицијски подкасти, кај што не убедуваат сосема поинако. Абе срамота, абе гнасно е. И уште се заборава дека имаме историски договор кој ретко кој го има, ако воопшто, со Обединетото кралство. Имаме со Турција, имаме со Соединетите држави, имаме со Соединетите и со Обединето кралство, кој ни даде огромна кеш инекција со која ќе можеме да направиме големи работи. Министерот Николовски искача и вика 3 патни правца интензивно се работат. Тетово Гостивар, Прилеп и така натаму. Заборев што беше и третото. Дури јас се насекирав и сега имам намера новинарско прашање да му поставам зашто не е Кичево Охрид. Значи, очекувам дури и повеќе од нив. А пазете, за година дена оваа власт направи повеќе од што опозицијата за 7 години на власт. Ајде уште еднаш да се вратиме. Која држава бе Филипче? Абе не може да изговори Македонија, затоа што треба да изговори Северна Македонија, да не му замерат бугарите кои ќе го кешираат или грците, да не му замерат зашо изговорил Македонија. Он може да изговори, ама ќе му значи чиста кеш загуба. Значи, да си ја земеме државата. Која држава бе? Зимбабве? Еве, ја не знам за која. И да ја вратиме на вистинскиот пат. На кој пат да ја вратиме? Што тоа застранила Македонија? Македонија е проруска станата, прокинеска. Македонија не е во НАТО. Македонија ќе искача од НАТО. Македонија дали со една декларација кажала дека е против влез во Европската унија? Дали Македонија има стратешко партнерство со Обединетото кралство? И како тоа Македонија не е на пат? На што не е на пат? Да гради фабрики за електрични автомобили кои ќе става столб, налапаат 100 милиона, папала маца. И еве ви, Бехтел и Енка, така? Дечки, не е проблем Енка, Шменка, Кирикенка. Проблем е тој што ги менаџира. Се сеќавате како се направи? Ау, Бехтел и Енка, тоа биле криминалци, тоа било... Не бе, дечки. Нема криминална фирма меѓународна за која стојат и Европа и Соединети Американски држави, туку има криминалци, оние кои се работодавци. Затоа и коридорот не се градеше, затоа ништо не се правеше. Затоа сега ќе имаме афери. Да си ја вратиме државата. Која бе држава бе? Абе излези и изговори која држава. На кој пат? Од кој пат е скренат? Ова е само една идеја. Да се упикаат бугарите у устав по секоја цена, оти за нив е кеш. Што тоа ќе значи за Македонија безвозвратно, барем да побараме признавање на името, јазикот, на идентитетот, на македонското малцинство, на една пресуда од Страсбур да префата. И сево ова е антиевропски. Абе, кофа да имам сега ќе ја наполнев со Риголето, ќе ја отпев. О, соле мио, затоа подобро ќе ја пеам таа, одошто ова. Стварно сте дегутантни.
човек, не може. Не ве можам, нити ќе ве можам. Поздрав од мене, тоа беше се за денеска.